Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Значи ние сме Христови пратеници, па Бог ве моли преку нас. Ве молиме во името на Христос. Помирете се со Бог. Коринќани, 5 глава, 20 стих. Секој човек треба да чува една мала гробница во која ќе ги погребува грешките на неговите пријатели, напиша Хариет Ворбичер. Меѓутоа, повеќето од нас никогаш не ги погребуваат тие грешки. Ние ги собираме во вреќа, ги складираме во нашите мемориски банки, ги чуваме во плакарот, а потоа, кога ќе дојде вистинското време, ние ги постројуваме и ги користиме како оружје и палки за да се одмаздиме на нашите непријатели. Земете ја, например, младата жена која се свршила. Додека ја подготвувала листата на гости за свадбата, таа прашала: "Мамо, зошто не е поканет никој од татковата страна на семејството?" "Не знам, мила," рече таа, брзо додавајќи: "Ние немавме никаков контакт со фамилијата на неговиот брат откако стапивме во брак." Таа вечер таа прашала: "Тато, зошто на свадбата да не ги поканиме твојот брат и некој од семејството од твојата страна?" Со малку болка таткото одговорил: "Ние не сме имале никаков контакт со нив со години." "Зошто?" беше упорна таа. "Па, нешто се случи и ние двајцата си продолживме по нашите сопствени патишта. Додека свадбата можеби не е време за градење мостови, бидејќи тоа е прослава која треба да биде безпрекорна, има време да се прости и време да се отиде уште подалеку од простувањето, а тоа е помирување. Во библиски времиња, кога имало некакво недоразбирање или војна, а двете страни одлучувале да направат спогодба и да го обноват мирот, тие би се состанале и би склучиле завет или договор меѓу нив. Тоа било наречено берит, кое, како што може би претпоставувате, бил еврејски збор што буквално значи да се пресече помеѓу нешто. Се поделувала жртва и двете парчиња месо биле ставани во оган и се печеле, а оние што биле непријатели заедно имале оброк. Тие веќе не биле разделени како што сугерира символизмот, тие биле едно, затоа што заедно учествувале во гозбата. Факт е дека да се оди подалеку од простувањето е секогаш скапо во смисла на понизност, во смисла на одстапување од нашата омраза и желба да го повредиме оној кој не повредил. Јас гледам на помирувањето како на враќање дома по војната, отварање на вратата на сопругот или сопругата кој ти сгрешил, дозволување на синот тинејџер кој те разочарал, повторно да јаде на твојата маса, син на кој му е простено и кој е вратен на своето место во семејството. За време на корејскиот конфликт во раните 50-ти, еден северно-корејски војник, всушност тинејџер кој бил импресиониран да стане дел од војската и на кого му бил даден пиштол, во напад на бес и лутина, убил еден корејски дечко пред очите на неговото семејство. Подоцна, истиот тој бил заробен од јужнокорејски војници, а мајката и таткото на момчето кое било убиено беа повикани за да го идентификуваат младиот човек. Да, ова беше момчето кое ги држеше во заробеништво. Да, тоа беше момчето кое го повлече шкрапалото. Но, за чудо, се застапуваа за неговиот живот. Тој беше луд и не знаеше што прави. Дозволете да го земеме момчето и да го одгледаме на местото на нашиот син. Изненаден и малку збунет воениот суд им го усвоил нивното барање, а момчето престапник било испратено дома со родителите на момчето кое го загуби животот. Денес, речиси неверојатно, таа личност е корејски пастор. Во тој дом пронашол простување и го пронашол Бог, и Бог ја направил сета разлика. Простувањето е важно, многу важно, но помирувањето е она кое носи големи добитоци, без разлика дали се работи за оној кој ти наштетил тебе, на твојот сопруг или сопруга, на твојот син или ќерка, или на твоите родители. Му благодариме на Бог за неговата благодет која ни овозможува да бидеме помирени со него. Неговата благодет исто така ни овозможува да се помириме со некого, да одиме еден чекор подалеку од простувањето. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.